Марија, дали знаеш што е сила? Силата е влијание што предизвикува промена во движењето или обликот на некој предмет. Таа може да го забрза или забави движењето на телото, да го запре предметот, да го промени обликот на предметот, например, кога стискаме глина, да го насочи предметот во друга насока. Точно така, Марија. А силата ја мериме во њутни. Исак Њутон е познат физичар и математичар и според него е именувана мерната единица Њутон. Направата за мерење сила се нарекува динамометар. Марија, сакаш да ти прочитам една приказна? Секако дека сакам. Ке ти ја прочитам приказната за Њутон и јаболкото. Исак Њутон седи под дрво и чита книга. Времето е тивко. Одеднаш, пак, јаболко паѓа на земјата. Њутон се тресе од изненадување. Опа! Што беше тоа? Јаболкото се мрда малку и зборува: извини, Њутон. Паѓањето е дел од мојата работа. Њутон, изненаден, чекај малку, зошто секогаш паѓате надолу, а не нагоре. Дрвото, со мудар глас: Њутон, тоа е тајната на природата. Земјата н влече кон себе. Њутон, замислено: значи постои некоја сила што влече кон земјата. Може би можам да ја проучам. Неколку дена подоцна, Њутон шета со својот другар и му ја раскажува идејата. Другар, значи, силата што ги влече предметите надолу е секогаш тука, но никој не ја забележувал. Њутон, токму така. Го нареков ова гравитација. Другар, значи, ако немаше гравитација ние ќе летавме. Њутон, може би. Но гравитацијата држи на земјата, не дозволува реките да лебдат и помага на месечината да кружи околу земјата. Њутон пишува во својата книга Јаболкото, значи јас помогнав во големо научно откритие. Дрвото, да, малку јаболко, голема наука. Њутон запишува: силата што ги влече предметите кон земјата е иста сила што ги држи планетите во Вселената. Ова е закон на гравитацијата, другар. Њутон, мислам дека ова откритие ќе го промени светот.